Благодарам, председателе. Почитувани колеги, по однос на ова што го имаме добиено како дополнување на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, морам да искоментирам дека заклучокот кој што го имаме од сето ова се заснова на тоа што сме го гледале досега во минатото. Јас се сеќавам во периодот кога Социјалдемократскиот сојуз беше во опозиција и кога при секое носење дали на локални буџети, дали на буџетите на Република Македонија, секогаш се коментираше дека станува збор за нереално проектирање на буџет, дека се тоа гломазни буџети кои што не соодветствуваат со реалноста, дека се популистички насочени кон еден вид манипулација на граѓаните и слично. И сега што се случува кога се менуваат улогите? Сега тие се на власт и одеднаш не само што продолжуваат со таа тенденција, туку го мултиплицираат сето тоа. Па така во 2018 година е направена измена со која што планирањето на буџетот на општините е дозволено да биде со 10% зголемување од просекот на остварени приходи во последните 3 години. Во 2019 година, по предлог на пратеници, овие 10% се зголемени на 30%, а денес, 2021 година, во изборна година, се предлага проектирањето, односно планирањето на приходите во основниот буџет да бидат до 50%. Или, да се изразам со народен речник, се предлага во изборна година изборна измама. Затоа што со тоа што ќе планирате општините со ребалансите на буџетите во оваа 2021 година, да проектираат и да планираат 50% повисок буџет на приходната страна, основен буџет, вие повторно изборно ќе го манипулирате населението и граѓаните во сите општини и повторно ќе ни се случуваат изборни ветувања кои што не соодветствуваат со реалноста. И затоа во Штип ќе имаме, ако на претходните избори имало жичара до Исорот, а нема ништо од тоа, сега ќе имаме 2 жичари. Затоа што со вака овозможената алатка која што локалните самоуправи при креирањето, проектирањето на буџетот ќе имаат како можност, вие им давате можност да планираат нешто кое што не соодветствува со реалноста, односно нешто од каде што уште сега се гледа дека ќе немаат можност на финансирање. И затоа досега секогаш ни се случувало планирањето и проектирањето да се разликува со она што е реализирано. А знаете дека грешните проекции и грешното планирање секогаш го плаќаат граѓаните. На овој начин уште еднаш се остава можност да се зголемуваат и долговите на општините. Затоа што со тоа што ќе овозможите општините буџетите да ги планираат со поголем износ на приходната страна, тие ќе можат да се впуштат во планирање и на проекти со кои што општините дополнително ќе има основ и сомнеш дека ќе бидат задолжени. А имајќи го во предвид тоа што во минатото со закон ги расчистувавте долговите на општините во износ од 50 милиони евра, праксата ни покажува дека освен тоа што имавме отпис на долгови и отплата на долгови на голем дел од општините, тоа им прерасна во пракса, па така од 91
27 милиони евра долг на општините пред отписот на долгови, односно пред финансирањето од страна на државата, долгот кој што изнесувал 97 милиони евра се намалил на 47 милиони евра, а за 2 години се зголемил на 70 милиони евра, односно 23 милиони евра за 2 години. Што значи дека тенденцијата не е да се усмерат општините рационално да ги трошат парите на граѓаните, туку тенденцијата е, поготово во ваква изборна година, да се трошат парите на граѓаните во насочување на зголемување на очекувањата на граѓаните, во задолжување на општините, а понатамошниот период кој како ќе управува со тие општини воопшто не е ваш интерес од тоа што можевме досега да го видиме. И затоа тоа што е како доставено како дополна на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, велиме дека нема да допринесе во функционирањето на локалните самоуправи, затоа што поучени и од минатото, ако скоро секаде, во секоја општина, тоа што сте го планирале, односно тоа што општините го планираат, се разликува од тоа што на крајот од годината го имат како приберено приходи по основ на даноци или по основ на приходи од градежни дозволи, секогаш имаме намален приход, односно намален износ на ставката на приходи. Зошто тогаш се во ваква кризна година предлага зголемување на оваа ставка, кога секогаш сме имале при ребалансот на буџетот, секогаш не соодветствувало планираното со реализираното, односно тоа што било планирано не секогаш во целост било реализирано, односно прибрано како приход. И затоа се гледа тенденцијата која што очигледно ја имате како зацртана цел да оваа изборна година служи за изборно манипулирање на граѓаните, повторно да се расфрлате со изборни ветувања кои што нема да го видат светлото на денот, ама ќе имаат основ и покритие да ги зборувате. Затоа што најлесно е на некој представник на власта, градоначалник од редовите на Социјалдемократскиот сојуз, да мафта со проектите во рака и да се правда дека тоа го има планирано во буџетот на општината и дека тој проект ќе го види светлото на денот, без разлика што реалноста е сосема поинаква, односно дека средства објективно за реализација на тие проекти нема да има. Тука е она која што јас, предпоставувам и сите други кои што имаа можност да го погледнат сето ова кое што вие го нудите, имаме сомнеш, ја гледаме тенденцијата и крајната цел на оваа измена и дополнување на Законот за финансирање на единици на локална самоуправа, и затоа сметаме дека ова е уште едно изборно манипулирање на граѓаните во сите општини, раководени од страна на Социјалдемократскиот сојуз, поготово ако се има предвид дека станува збор само за 2021 година, која што, повторно ќе кажам, е изборна година. Благодарам. За реплика се јави пратеничката